подпредседателя, почитувани колеги, да не беа пратенички прашања, немаше да знаеме, почитувани граѓани, дека живееме во зен. Државата е во зен. Особено кога прашуваат пратениците од владеачкото мнозинство, а одговара владата, ете, ние сме биле во нирвана, практично. Почитувани представници на владата, имам 3 пратенички прашања. Едното е до премиерот, кој што не е тука. Не знам дали, не само за мене, колешке треба да дојде за сите нас, бидејќи ние сме представници на граѓаните. Едно за премиерот, едно за министерот за образование и едно за министерот за земјоделие. Дали да го чекаме, ќе ми го исклучите времето, или да ги поставам? Поставете ги прво двете прашања до образование и земјоделие, во тој период ќе пристигне председателот на владата. Да. Во ова е одлука, второто прашање, значи, до министерот за образование. Ова е одлука за поништување на 32-та испитна сесија на кандидатите за директор од Државниот испитен центар, која што е донесена на 2.12. И со оваа одлука се поништува испитот на 110 кандидати кои што веќе ги положија двата испита, дојдоа до третиот, требаше испитот да се одржи на 7 декември, но еве, вие како талентирана многу влада одлучивте и најдовте начин политички да го прекратите испитот на директори. Зошто мислам дека е ова политички? Затоа што, почитуван министер, да беше некој изолиран случај само во вашиот ресор, ајде да речеме дека се нашло некаква грешка или така натаму, па дури и да е грешка, има кој да одговара за грешките. Во случајот директорката само што ја назначивте или на крај на денот вие. Во ресорот Министерство за труд и социјална политика, исто така господјата Јована досега зборуваше за, не знам, за емпатија, за заедништво, а над 50 кандидати скоро 2 години чекаат за да ги повикаат за обука за лиценци за директори, така да ова е еден осмислен политички начин на оваа влада, како кандидатите кои што тие предпоставуваат дека не им одговараат во општините од каде што се појавуваат, да не положат. Односно, да не одат воопшто на полагање за испит на директор. И не само ова, значи, по представки сега ќе се раздолжува ова, ќе оди на комисија за втор степен, па ќе оди во совет на инспекцијски надзор, се е ова осмислено како да се одолжи целата постапка за полагање на испит за директори. Моето конкретно прашање до вас е дали ќе употребите вашата надлежност како министер да донесете одлука кандидатите за испит за директори во Државниот испитен центар веднаш да ја продолжат полагањето, не обуката, затоа што обуката веќе ја имаат завршено. И, значи, исто така и приправничкиот испит, кој што се уште не е почнат, и тој да си го продолжите. За вакво нешто во Државниот испитен центар јас не се сеќавам да се случило, ова е преседан. Третото прашање, или второто, е до министерот за земјоделие. Знаете, кога беше ВМРО ДПМН на власт и многу критики имаше од тогашната опозиција за распределбата на земјата, особено во делот од каде што јас доаѓам, а тоа е Овчеполието, па дадена земја на Субратаро и се сеќавате на сите оне, за кое што не велам дека тоа не било во ред. Било во ред. Сега, во кампањата пред да дојдете на власт, а и сега на последните избори, особено во Источна Македонија, Овчеполието, вие како министер кажувавте дека земјата треба да се подели на вистинските земјоделци и дека Овчеполието заслужува таа земја да биде на нив, затоа што и сами знаете дека има над повеќе од 2700 апликанти кои бараат финансиска помош и над 1000 и нешто земјоделци. Значи тоа е
една житница која треба да биде искористена, и Пелагонија, а не да се жалите како има војна во Украина. Еве што правиме ние со нашиве домашни ресурси. Прашањето ми е дали вистинските земјоделци се Интернационал Фреш Фуд фирма Керка на Везе Шари, Fruit Connection фирма Керка на Везе Шари, Аероспорт Никоп, познатиот Никоп Кирил Лазаров, другар на Зоран Заев, Агрохоп компани Маан Махатал, 8 договори има он, 75 хектара, сириец по потекло, иначе стоматолог по професија. Сите овие имаат над 800 хектари земја земено во овчеполието, па моето прашање е дали ова се вистинските земјоделци. И првото прашање до премиерот е, значи, пред неколку години од оваа говорница му поставив на тогашниот премиер Зоран Заев прашање, се уште јавноста не знаеше, не беше информирана ни новинарите, ни никој, дали во Свети Николе фабриката за марихуана е негова, на неговиот братучет. И да, тој одговори дека е нивна и ги повика сите да инвестираат во овој бизнис. Историјата после знаете, расцвета како пупка овај бизнисот со дрога ваму у Арачиново наваму. Сега, вие тргнувате по неговиот пат и од пред известно време, инаку не сум приврзаник да се спомнуваат имиња од семејството, но сами сте си решиле. Значи сте седнале семејството Ковачевски и без разлика на тоа дека нели ние сме најмизерна земја во Европа, дека сме најнесреќен народ, вчера излезе една таква анкета, дека имаме инфлација над повеќе од 20%, за некои производи од 50%, сте одлучиле вие и вашата сопруга да отворите бизнис. Сопругата на вести, сопругата на премиерот Димитар Ковачевски влегува во бизнисот со струја. Таа е косопственик во компанијата Сол Груп 5 до Скопје, фирма која планира да гради соларна електрана во Радовиш и така натаму. Фирмата е отворена во октомври 2020 година, еден месец од како вие сте предложен за заменик министер за финансии. Значи, прво сте станале државен функционер, па после вашата сопруга направила фирма. И сега јас, како и тогаш на тогашниот премиер Зоран Заев, реков дека не е тоа незаконски формирање на фирми, но моето прашање до вас е колку е етички вашата сопруга да работи со фирма за енергетика во моменти кога на народот му е најлошо, иако вие мислите дека им е многу убаво, колку е етички вашата сопруга да работи со фирма за струја, за фотоволтаици, за не знам таму што. Дали имате некаков пример во светот за вакво нешто, за премиер кој што неговата сопруга работи бизнис, а тој може и да не се јави по телефон, нашиот народ е таков, па да им дава работа и на тој начин да печалите без разлика на тоа каква е состојбата и колку мизерува нашиот граѓанин. Тоа не знам дали ви е јасно како изгледа од страна, ама очигледно не ви е, бидејќи сте решиле вие и вашата сопруга да работите со тоа што работите. Значи, тоа ми е прашањето, се надевам дека ќе добијам искрени одговори и дека во одговорите ќе го добиеме вистинското она што и тогаш и Заев го кажа до душе, па ние сме си фамилија, си работиме со дрога, не е незаконски. Да види народот со кого има работа. Благодарам. Пратеничката Благица Ласовска постави 3